Посетете ме. Мебел Јуми. Храната во секоја сопствена традиција е нешто свето. Тоа е за споделување, за посветеноста, за љубов, мир и спокој, кој ќе го најдете во меа на традиција. Повелете и вкусете од македонската традиционална кујна. Направен од нерафинирано сончогледово масло. Произведен по традиционален рецепт. Проверено од стручни кадри. Неинвазивен природен сапун. Распространета дистрибутивна мрежа. Абразивно средство. Максимална чистота, минимален труд. Се користи за чистење на секакви површини. Сапун Ориент, 100% природно. Доживејте иновацијата во најдобро издание. Nissan Qashqai, вашата приказна, започнува тука. Гратис пакет 360 во вредност од 4400 евра. Automotive Group. Grapefruit. За сите обични суперхерои, нов вкус на цевитана. This is the moment that I've been waiting for, and it's finally here. I'm screaming out top of my voice, saying, oh, 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 yeah, 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 oh, 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 screaming on top of the world, saying, oh, 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 yeah, 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 oh, 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 yeah, yeah. Добар ден, 16 часот и 30 минути. Време е за првиот дневник на Канал Плюс. Останете со нас наредните 30 на минути и дознајте ги актуелностите од регионот и пошироко. Траги на насилство на телото на удавената жена во Калиманци. Обдукцијата покажува дека починала од давење. Се трага по сопругот. Жетвата на пченицата привршува. Цената во зависност од квалитетот се движи од 6 до 9,5 денари, но во просек изнесува 8 до 8,5 денари. Штип ја доби првата бесплатна фитнес зона на отворено. Во Кочани започнаа да се поправаат уличните дефекти во местноста Прокарка. Македонска каменица со пропусни канали на локалните патишта ги решава проблемите на жителите. Дневникот го започуваме со немилиот настан кој вчера се случи кај вештачкото езеро Калиманци, близу Македонска каменица. Екипа на Канал Плюс беше на местото на настанот. Во продолжение погледнете ги деталите од трагедијата. Брачна расправија заврши со давење во езерото Калиманци. Станува збор за жена која вчера се удави кај браната Калиманци. На незиното тело биле откриени траги од насилство, а обдукцијата покажа дека починала од давење. Екипа на Канал Плюс телевизија беше на местото на настанот.
Според официјалното соопштение од Министерството за внатрешни работи, вчера околу 12 часот и 10 минути во полициското одделение во Македонска Каменица телефонски се јавила мајката на ТС и пријавила дека незината ќерка и зетот на возраст од 35 години имале брачни недоразбирања и дека со патничкото моторно возило Ford Fiesta со штипски регистерски ознаки се упатиле кон Делчево. Во тој момент истата слушнала вресок од незината ќерка и поради тоа се посомневала дека нешто не е во ред. По превземените мерки од страна на службите во 17 часот и 45 минути во водите на браната Калиманци кај место викано Рибница забележано било како тело плови на површината на водата, за кое подоцна е утврдено дека се работи за 30 годишната ТС од Македонска Каменица. На брегот во близината на пронајденото тело биле пронајдени и траги од возилото кои водат до езерото, а за кои се предпоставува дека се од возилото управувано од ДС. Во здравствениот дом во Македонска Каменица бил извршен преглед врз телото на сега починатата ТС, при што биле констатирани повреди на главата и десната надлактица, како и на долниот дел од грбот. На телото на ТС било извршено и обдукција од страна на патолошката служба од Скопје, при што било констатирано дека смртта настанала како причина од давење во вода. Предлагам да слушнеме дел од изјавите за тоа што се случувало и што предпоставуваат жителите и како го прифаќаат целиот настан. Не, случајно наминаваме тука. Инаку од улица сте, не? Не, јас сум тука од Тодоров. Кој се не знам точно. Жално. Жално, како не. Млади, проблеми. Така не се решаваат тие проблеми. Само те решили се они. Не е убаво. Да, ги познаваме. Тие се од моето село, од село Дулицата. Му беше домозет туку Каменица. Кај дедам. И не знаш причината, беше многу повлечено момче, мирно беше многу. Правата немам поим. Нешто изненадно испадна това. А што е работа не ми е јасно. Дечкото беше многу повлечен и не ми е јасно што е работа. Са по мобети што се дума, по Каменца, таа била жена по Италија, нешто некој работи имало и тоа е. Инаку, како што кажав, истрагата се уште трае. Екипи од специјалци со чамци и со нуркачи се наоѓаат во водите и го бараат и возилото и машкото тело, односно сопругот на сега починатата ТС. Дополнителни информации очекуваме за подоцна се разбира и да видиме дали ќе го пронајдат машкото тело и возилото.